Благодарам. Почитувана амбасадорка на Швейцарската конфедерација, Ваша екселенција Сибил Зуйта Техада, почитуван министер за локална самоуправа, господин Горан Милевски, почитуван заменик Министерство за финанси Ковачевски, почитувани градоначалници, почитувани членови на проектниот тим на Сирера, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Започнувајќи од крајот на 2017 година, кабинетот на заменик председател на владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори и Министерството за локална самоуправа во соработка со амбасадата на Швейцарската конфедерација во Република Северна Македонија и нивната агенција за развојна соработка, заеднички започна со имплементација на проектот така наречен одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, кој еве сега успешно се приведува кон крајот. Чест ми е да го промовираме овој значаен проект и официјално да извршиме примопредавање на системот кон Министерството за локална самоуправа. Проектната единица започна со работа во јули 2018 година и денес, после скоро 3 години на подготовка, изработка и операционализација на планираните активности, може да се каже дека Република Северна Македонија конечно добива одлична алатка за следење на политиката за рамномерен регионален развој, а тоа е системот Сирера МК. Функцијата на оваа современа алатка е да и помогне на владата, но и на другите вклучени страни, пред се министерствата, агенциите, дирекциите и останатите државни институции во процесот на успешна имплементација на новиот закон за рамномерен регионален развој и достигнувањето на фамозното 1% од бруто домашен производ инвестирање во рамномерен регионален развој, како инпут за развој на општините и регионите. Системот Сирера МК како таков дава точен преглед на сите инвестиции кои произлегуваат од националниот буџет и се инвестираат на регионално ниво. Електронскиот систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуација на политиките за рамномерен регионален развој, наречен Сирера, овозможува лесна и навремена координација на сите владини институции кои согласно нивните програми и буџети планираат и инвестираат финансиски средства од државниот буџет. Истовремено, овој систем ја зголемува транспарентноста и отчетноста на институциите, ја подобрува комуникацијата помеѓу институциите и ја зголемува ефикасноста и капацитетот на самите политики и програми. Сирера МК системот е така дизајниран за да овозможи лесна навигација низ голем волумен на различни типови на податоци. И тоа, текомни и реализирани проекти, законската регулатива во државата, национални и европски плански документи, владини програми, релевантни за политиката за рамномерен регионален развој, контролни табли или така наречени дашбордс со податоци поделени по општини и региони, мапа на проекти, листа на институции и ред други податоци кои имат оперативно употребна вредност за сите владини институции, но и за самите граѓани. Освен постоечките функционалности на системот, важно е да се спомене дека системот Сирера МК има доволно широка архитектура за понатамошно проширување кој ќе овозможи внес и на други типови на податоци, како на пример податоци за проекти кои се реализираат на локално ниво, но се финансирани од други извори за финансирање или за складирање на готови проекти и проектни документации или така наречени project pipelines за реализација на проекти во општините и регионот. Само да напоменам дека алатката Сирера МК во овој момент е надополнета со скоро 10 годишни историски податоци. Секако, колку што подалеку одите од тековната година, многу е потешко да се приберат информациите, но за прв пат една алатка се враќа наназад 10 години за да воведе историски податоци за да се види трендот на раст во една и текако битна тема како што е рамномерен регионален развој. На крајот,
би сакал да упатам голема благодарност до Швајцарската амбасада, Швајцарската агенција за развој и соработка и членовите на проектната единица за спроведување на проектот Сирера за успешно завршената работа и се надевам дека во иднина Министерството за локална самоуправа успешно ќе управува со овој систем. А со самото тоа ќе во многу ќе помогне во промоцијата на Република Северна Македонија како држава со полицентричен модел на развој. За уште многу вакви реализирани проекти ви благодарам.